Денес православната црква го чествува споменот на светите маченички Агапија, Хионија и Ирена и на светиот маченик Леонид и другите со него. Светите маченички Агапија, Хионија и Ирена. Родени сестри од околината на Аквилеја. Кога царот Диоклицијан беше во Аквилеја, нареди да го погубат прочуениот духовник Хрисогон. Во тоа време еден стар свештеник Зоил имаше видение во кое што му се откри, каде се наоѓа непогребаното тело на Хрисогон. Старецот побрза, го најде телото на маченикот, го положи во ковчег и го чуваше во својот дом. 30-тиот ден по ова му се јави свети Хрисогон и го извести за овие маченички дека ќе пострадаат во следните 9 дена, а дека и самиот ќе се представи во тоа време. Вакво известување прими во видение и светата Анастасија, узорешителница, која беше тргнала по својот учител Хрисогон. И навистина, по 9 дена се представи и старецот Зоил, а и они 3 сестри беа изведени на суд пред царот. Царот ги советуваше светите девојки да им се поклонат на идолите, но тие го одбија и ја исповедаа својата тврда вера во Христа. Света Ирина му рече на царот дека е глупаво човек да им се поклонува на предмети изработени од дрво или камен, нарачани за спогодена цена, направени од раце на смртен човек. Царот се разјари и ги фрли в затвор. Кога царот тргна за Македонија, со него ги поведоа сите негови робови и заробеници, меѓу кои и овие 3 светителки. Царот им ги даде на еден војвода Дулкити за мачење. Војводата се распали со мрачна страст и сакаше да ги оскверни девиците. Но кога сакаше да влезе кај нив во затворот, во времето кога беа на молитва пред Бога, тој полуде и почна да прегрнува и бакнува некои црни котли и лончиња, што се најдоа таму и така си отиде сиот поцрнет. Кога слушна за ова, царот му нареди на еден друг војвода, Сисини, да го преземе судењето на 3 христијанки. По тешки мачења судијата ги осуди првите 2 сестри на смрт во оган, а света Ирина ја задржа уште некое време кај себе, надевајки се дека ќе може да ја оскверни. Но кога ја испрати со војници во блудилиштето, Божите ангели ја спасија чистотата на девицата. Војниците ги вратија, а неизе ја изведоа на еден рит. Утредента војводата излезе со војниците на оној рит, но не можеа да се качат, па им нареди на војниците да ја убијат со стрели. Света Анастасија ги собра телата на едно место и чесно ги погреба. Пострадаа за Христа околу 304 година. Господи, помилуј, Господи,
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи Светиот маченик Леонид и другите со него ги фрлија в море, но морето не ги прими. Тие одеа по морето како по суво и му пееја на Бога. Кога тоа го видоа незнабожците, најпрв им се восхитија, но потоа им врзаа камења на вратот и повторно ги фрлија во морските длабочини. Сите пострадаа за Христа во 258 година. Поуки од светите отци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни. А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин. Tebe